на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Веб страницата Wikileaks објави стотици илјади чувствителни американски дипломатски документи по тек што американската влада го осуди. Документите откриваат дискусии со светски лидери од висок ранг што медиумите ги рангираат од засрамувачки до опасни. Со ова ја започнуваме денешнава емисија. Весниците на кои им е даден пристап до документите велат дека меѓу протечените информации и следнава, дека кралот на Саудиска Арабија Абдула на неколку пати побарал од САД да го нападнат Иран за да ја уништат неговата нуклеарна програма и да ја уништат главата на змијата. Белата куќа остро реагираше. А од другите вести, американски тинејџер од сомалиско потекло денес треба да биде изведен пред федерален суд под обвинение за обид за бомбашки напад во северозападниот град Портланд, сојузната држава Орегон. Обвинителството го товари 19-годишниот Мухамед Осман Мухамад за обид да активира бомба од возило пред свеченоста на осветлување на божично дрво во петокот. Властите велат дека тајни агенти му подметнале лажен експлозив, дознавајќи за наводниот заговор минатата година. Опасни играчки, многу што содржат токсични материи и натаму може да се најдат во американските продавници, вели истражување на група за заштита на животната средина и јавниот интерес. Во својот 25-ти поред годишен извештај, групата посочува на опасностите што ги демнеат децата од играчките. За ова и за реакцијата на индустријата за играчки од следниот прилог. По 25 години истражување, повлекување од продажба на преку 130 видови на играчки и големи судски постапки, американската истражувачка група за јавен интерес вели дека безбедноста на играчките и натаму е сериозно прашање. Групата неодамна во Вашингтон објави студија во која се наведени прашањата од употреба на токсични бои, токсични химикалии што се користат во производството на некои играчки, па се до опасно мали играчки наменети за бебиња. Елизабет Хичкок од истражувачката група вели: Купивме играчки од вообичаени продавници, ги спративме во лабораторија и најдовме дека некои од нив содржат олово и канцерогени химикалии. Последнава година, вели Хичкок, владата повлече од продажба преку половина милион играчки производи за деца заради употребата на олово при нивна изработка, како и преку 12 милиони производи што содржале високо ниво на канцерогената химикалија кадмиум. Роберт Адлер од Владината комисија за безбедност на производите на конзументите вели дека агенцијата споделува голем дел од загриженоста, но дека жали што неговата канцеларија нема доволно ресурси да ги тестира сите детски производи. Имаме авторитет да го контролираме нивото на опасните химикалии, но навистина немаме доволно ресурси за спроведување на независно оригинално истражување на химиската токсикологија. Американскиот оддел за трговија вели дека околу 85% од играчките продадени во САД се произведени во странство. Но Асоциацијата на индустријата за играчки вели дека нема потреба од паника. Стейси Лайстнер е портпарол на асоциацијата. Консументите треба да знаат дека играчките на полиците се побезбедни од кога и да е порано. Лайстнер признава дека асоциацијата не ги тестира сите играчки, туку ова и го препушта на владата. Освен тоа посочува на една дистинкција. Важно е да се знае дека постои разлика во дефинирањето на играчките и другите детски производи, особено накитот за деца. А таа правна дефиниција уште повеќе ги комплицира напорите да се регулира изложувањето на децата на опасни продукти. Книгата Помош или The Help ја истражува врската меѓу слуги од африканско-американско потекло и бели семејства за кои работат во раните 1960-ти. Филмската верзија на романот е снимена во мал град на југот, Гринвуд во Мисисипи, со Ема Стоун, Сисили Тајсон и Сиси Спейсек во главните улоги. Кога филмот дојде во градот, донесе економски бум и можност да се видат славни личности што би ги очекувале од холивудска продукција. Но филмот донесе и нешто друго. Дел од непријатната историја на САД. Гласот на Америка беше на снимањата. Ова е 1962.
се снима филм на кој се гледа од поинаква перспектива. Заснован е на романот Помош од Кетрин Стокет. Приказна е за 3 црни слугинки кои работат за белци на американскиот сегрегиран југ. Ко-продуцент е Сонја Лансфорд. Поголем дел од градот и денес изгледа како тогаш, кога белците ја имаа сета контрола. Иако законите сега не се сегрегирачки, околностите во многу домени се. Белите живеат подобро. Керолин Мекадамс е градоначалник на Гринвуд. Нема да ја кажам вистината ако речем дека се е хармонично овде, но гледам дека се менува. Илустративен пример за таа промена е незиниот избор, со помош на гласови на африкански американци, кои чинат 2/3 од населението во овој јужен град. Таа го победи конкурентот, африкански американец. А како филмот го промени животот на обичните жители, зборува Хенри Карпентер, кој навистина е столар, како што го знаат во Гринвуд. Некои луѓе сега покажуваат повеќе почит према мене, белите посебно. Тој на времето работел на плантажа за белци. Филмот се очекува да донесе $13 милиони во градот. Работа за 1200 статисти, $125 на ден за изнајмување старенски автомобил. Рестораните имаат 23% зголемување на профитот. За Гринвуд ќе се зборува особено по почетокот на прикажувањето на филмот следната година. Само што жителите ќе мора да одат некаде да го видат. Последната киносала овде е затворена пред 5 години. Джез за студентски школарини. Тоа е приказната што ја најавуваме за утре, каде ќе ви раскажеме како еден универзитет од Вашингтон дошол на креативна идеја од која имаат корист многу страни. Ова беше News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер!